Со почетокот на новата учебна година, основните училишта Вера, Цири, Вири, Трена и Димо Хаџидимов од општина Карпош започнуваат со користење на обновливи извори на енергија. Продолжуваат капиталните инвестиции во образованието. Согласно програмата за енергетска ефикасност, општина Карпош инвестира во начинот на грејење во основните училишта, односно во основното училиште Вера, Цири, Вири, Трена, каде и сега се наоѓаме во моментов, и во основното училиште Димо Хаџидимов. Деновиве стартуваме со проектот на термални пумпи во основното училиште Вера, Цири, Вири, Трена. Тоа е проект кој што веќе 2 години ни е во нашата нова програма за енергетска ефикасност, каде што централниот систем од топлификација ќе биде заменет со грејење со термални пумпи. Ова ќе значи дека инвестициите за централното грејење кои беа ранг на величина до 2 милиона денари годишно, сега ќе имаме трошкови во ово училиште до 700.000 денари, односно повеќе од 70% за заштеди на системите за грејење. Ова е еден од важните проекти за кој веќе бунарите постојат, веќе 2 години имаме доволно издашност на водата, и ќе можеме, значи до крајот на август е планирано комплетно да се заврши, иако грејната сезона почнува во октомври, така да до крајот на август овој проект ќе биде целосно завршен и ќе стартуваме следнава грејна сезона со системот за грејење со термални пумпи како што е во нашата општинска зграда. Споменавме, значи, ова е основното училиште Вера, Цири, Вири, Трена, исто така и Димо Хаџидимов ќе биде преориентирано на обновлив извор на енергија и затоплување на училниците. Значи Димо Хаџидимов ќе биде исто така обновлив извор, но едно ново гориво дрвен чипс, кое што ќе биде пак целосно наше. Значи таму ќе немаме нити никаков издаток ни за струја, бидејќи котелот на дрвен чипс подразбира сите оние гранки кои што до сега ни беа вишок, кои што ги собираме во општината со кастрење, како и во еден договор со паркови и зеленило ќе ја добиваме таа дрвена маса од гранки, велам, не од дрва, сечење дрва, таа ќе биде преработувана во чипс благодарение на донацијата која што ја добивме од GIZ. Тоа е таа сецкалица на дрвен чипс и тој дрвен чипс ќе се користи за загревање со автоматски режим на котелот за дрвен чипс. Таму е тендерот во тек и очекуваме до октомври да се заврши и тендерот и комплетната изведба на котелската подстаница, со што и ова училиште нема да биде повеќе на топлификациониот систем. Дефинитивно една од болните точки на општина Карпош се разбира основните училишта и нивното одржување во зимскиот период кога станува збор за гревање. Големи средства од буџетот се слева токму заради тоа. Што значи тоа во проценти изразено и во финансиска конструкција кога ќе профункционира овој систем? Значи ние очекуваме во сите системи за обновливи извори за енергија од 60 до 70% помали трошкови сега споредено по метар квадратен со сегашниве цени на топлификација. Споредено со нафта, некаде кај што се котлите, рачунаме уште дополнителни 30% поевтино наму каде што котлите на нафта, понатаму ќе ги прилагодиме на обновливи извори. Основно е дека намерата, тенденцијата, стратегијата во нашата општина е буквално 20 објекти, 10 школи, 10 градинки да бидат целосно на сопствени системи со обновливи извори за енергија. Тука сакам да спомнам дека новата градинка која што ќе се гради во село Бардовци во рамките на училишниот двор, у старт во целост е предвидена на систем на термални пумпи вода. Очекуваме и таа да почне да се гради. Значи едноставно сите 20 објекти ќе имаат заштеди повеќе од 50-60% од сите давачки кои што досега ги дававме за грејење, односно ладење нема, но имаме во градинките, кои што досега ги дававме кон централниот систем на топлификација.